Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Од денес почнува крајот на СДСМ. Од денес почнува подготовката за обнова на Македонија. ВМРО-ДПМН нуди квалитет работа и посветеност наспроти криминалот, неработата и неспособноста. Мојата функција како дополнителен заменик министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе извршувам во целосна корист на земјоделците. Земјоделците од денес во ВМРО-ДПМН имаат заштитник, но и партнер кој ќе работи во нивната корист. Водени од смислата за создавање подобри услови и поквалитетни земјоделски политики, формирав совет на земјоделци, совет на професори и експерти, кои ќе ме советуваат и ќе работат во корист на земјоделците. Советот на земјоделци и советот на професори и експерти, за разлика од скапо платените 58 советници кои што ги имаше Заев, кои што чинеа 50.000 евра секој месец, моите советници нема да ги чинат граѓаните ниту еден денар. Советот на земјоделци ќе биде составен од земјоделци и земјоделски лидери од цела Република Македонија, кој што за почеток ќе брои 6 члена во состав. Златко Стојчев од Росоман, Лозар Овоштар, председател на Сдруженијето Тиквешки и Лозар Овоштари. Драги Памуков од село Куклиш, Струмица, градинар и председател на задругата Кукла Градинар. Драголюб Гаврилов од село Чешиново, Оризар, председател на Сдруженијето Агро Обнова. Зоран Илиевски од Ресен, Овоштар, председател на Сдруженијето Агро Преспа. Митко Јанков од село Раовец, Велес, сточар, председател на Сдруженијето Сдружение на земјоделци и граѓани Агроцентар од Велес. И Николче Илиевски од село Добрушево, Могила, тутунар, председател на Сдруженијето Тутуноберачите. Овие земјоделци, луѓе кои ќе работат за обновата на земјата, кои ќе ја хранат Македонија и светот, без разлика од советниците на Заев, ќе го дадат своето знаење на располагање на граѓаните без да бараат денар или било каков хонорар. Почитувани, советот на професори и експерти ќе биде составен од 6 члена професори, експерти и докажани луѓе во своите области. Во состав: професор доктор Драги Димитриевски, редовен професор на земјоделскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Професорот Димитриевски објавил повеќе од 90 научни и стручни трудови во земјата и странство. Раководел и учествувал во 20 домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти. Професорот Димитриевски во 2 мандата бил декан на Факултетот за земјоделски науки и храна и во 1 мандат бил продекан за наука. Професор доктор Златко Трајанов, редовен професор од областа на истражување на шумите, механизацијата во шумарството, редовен професор на Шумарскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Трајанов има објавено 50 научни трудови во домашни и странски списанија од областа на шумарството. Доктор Милија Кимовски, автор и коавтор на 10 научни трудови објавени во домашни и меѓународни списанија, рецензент на околу 150 планови за управување и стопанисување од областа на ловството и 50 труда од областа на шумарството. Професор доктор Трпе Ристовски, вонреден професор на Факултетот за ветеринарна медицина Скопје, на катедрата по патолошка морфологија и катедра за судско ветеринарство и ветеринарна етика. Ристовски има објавено 75 научни трудови во домашни и странски списанија. Коавтор е на 2 книги и 66 прирачници од областа на ветеринарната медицина. Професор доктор Владимир Џабирски, редовен професор на земјоделскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Професор Џабирски е автор на десетици научни трудови објавени во домашни и странски списанија. Професор доктор Тошо Арсов, редовен професор на земјоделскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Професор Арсов има објавено 37 научни трудови во домашни и странски списанија. Почитувани медиуми, ова е тимот на професори и експерти, луѓе докажани во своите области кои цели кариери посветени на земјоделството и шумарството, луѓе кои целото свое знаење ќе го стават на располагање на земјоделците на Министерството за земјоделство. Про боно, без било каков надоместок или хонорар. Почитувани, овие луѓе се луѓето кои заедно со мене ќе ги донесат промените во земјоделскиот сектор во Република Македонија. Ви благодарам.